Се наоѓаме пред фитнес центарот Project Fit, а добивме информација дека внатре долу вежба познатата актерка Драгана Левенска. Она нема појма дека ние ќе се појавиме и нормално ќе изненадиме со нашето присуство. Идеме доле, ајде. Драгана? Здраво. Здраво. Како си? Добро, ти како си? Изненадена? Не убаво вака неспремна да ме фаќаш. Очекуваше се појавиме или не? Не. Добро. Кажи ми, ти се подготвува за нешто посебно или ова е ритуал кој што го практикуваш често? Па не се подготвувам за нешто посебно. Чека да ги оставам текчињата, може? Ајде. Па да, го правам, да. Иако, например, морам да признам, лани бев малце некако по-дисциплинирана, али еве сега пак полека се враќам. Али кога не сум во теретана, знам да одам на водно, да испешачам, да направам кардио, на кеј. Дома имам исто така некој помагала, така да и ето сега пак. Колку сметаш дека физичкиот изглед е важен за твојата? Па мислам дека после ќе продолжи со вежбање. Кажи ми, колку според тебе е важен физичкиот изглед за ти што го работиш твојата професија? Па не е секогаш важен, мислам колку е важен. Постои нешто пред тој физички изглед кој што се вели нели талент. Така да за мене сметам дека тоа е пресудно, мислам дека е најважното нешто. Па потоа има харизма, шарм, работа на себе и така натаму. За тебе ќе кажат дека си една од најхаризматичните актерки и најзгодни. Ќе се согласи со тоа или не? Па не знам. Зошто? Па не знам, тоа нека... Да. Спомна дека одиш и нели пешачиш на кеј, можеби се качуваш на водно. Да, да. Страната колку е важна во сето ова? Најважна. Знаеш, некогаш треба да се уклучи некој аларм во животот за да се свестиш за некои работи, дека треба малку да успориш со некои цели и со некои сонови. Иначе исхраната е исто така многу важна. Што внесуваш, вода, конзумирање на вода. Јас од кога почнав да вежбам, многу работи ми се променија. Прво, почнав да спијам повеќе, бидејќи од Сабајле имам навика нели да станам, вака ретко е попладне да сум овде. Полесна храна, варива, зеленчук, овошје многу, вода многу, али некогаш знам да се частам пица. Тоа cheat day. Да. Вие актерите не сакате да зборувате многу за вашиот приватен живот, меѓутоа во едно интервју пред да дојдам тука на нова снимање, сега нашите извори не смееме никогаш да ги откриеме. Во тоа интервју прочита дека во твојот инбокс нема многу пораки од машки обожаватели. Вистина е тоа или не? Многу вистина. Се плашат мажите да... Сериозно, не знам дали се плашат, но едноставно не. Исто во тоа интервју пишува дека Драгана во тој период немала момче или не била заљубена. Тоа 2017, сега сме 2019. Има ли некаква промена на тоа поле? Следно прашање? Јас реков дека актерите се малку потешки за за приватниот живот, меѓутоа окей, нема да инсистирам. 27-28 март животот е прекрасен, повелете во театар, да се дружиме, добра представа, така да тоа е одговорот. Кажа професионално поле што се случува, нешто друго покрај оваа представа? Има многу, тука е еден месец на село, Галеб, тероризам, има доста. Драгана, кажи ми, има ли дружба со колегите? Знаете ли некогаш да седнете, да се дружите? Постои ли можеби љубомора, некаква зависност или не? Не се разбира дека знаеме да се дружиме со повеќето од нив и сум блиска. Знаеме да се споделиме и наши приватни работи, наши тајни, така да луѓето во МНТ се добри луѓе. Кажи ми, која е твоја неостварена желба на професионален план? Има многу. Една да ни откриеш? Филм. Филм? До сега си имаш, колку што знам, мислам дека... Имам, ама филм, долгометражен филм, да. Рана, сега ќе те оставам да си довежбаш на рад. Толку готово? Да, нема да те гнјавим многу.
Се гледаме во некоја друга прилика и се надам дека ќе ни дојдеш и гостинка, да ни бидеш гостинка во нашето студио. Ќе дојдам, фала ти. Ништо, ние идеме Ај сега гаси во да ми кажеш кој ти кажа.